Битолчани според можностите дочекуваат новата година на различен начин. Сликата веќе неколку години наназад е иста. Плоштади, ресторани, кафуриња, домашна атмосфера со храна и пијалок, музика и огномети. Но во минатото било поразлично. Хроничарот, истражувач и публицист професор Александар Стериовски вели дека порано за дочекот на новата година граѓаните се собирале во домашна атмосфера и сами пееле најразлични песни. Пред 50 години поинаку се славела Нова година. Мене не ми е познато дека на 1 јануари се славела пречекот на новата година. Мене ми е познато дека новата година се славела стара нова година. Многу поскромно се разбира, семејно, во затворен круг. Младите луѓе ќе се соберат група од 5-6 млади луѓе. Моите сеќавања говорат дека на старата нова година многу се пеел. Битолскиот дизајнер и аранжер Велчо Петровски, познат како Папало, вели дека со текот на годините се изгубила и новогодишната магија. Ако порано сите објекти имале новогодишен амбиент, сега дочекот во рестораните наликува на свадбарска прослава. Во тоа време имаше рестораните, има обврска да ги украсуваат своите сали во кои се правеше дочек на новата година. Значи, мојата креативност беше со екипата со која работев, да најдам начин како ќе ги украсам тие сали за дочек да направам амбиент. Затоа по мене амбиентно е најбитната работа за дочек на новата година или за било која манифестација, значи треба да го доловиш правиот момент за вечерта. Во денешно време, како една можна алтернатива за дочекот на новата година, е забавата која нудат локалните ресторани, а исто така и традиционалните дочеци во кафулињата се неизбежни. Заинтересираноста на битолчани, за разлика од годините, се помала и помала оваа година. Овде на широк со кафичите пола нема да работат за најлудата ноќ, затоа што едноставно нема интерес и избегаваат проблеми, затоа што има, пример, помнапиени лица, она. Сега поголема е заинтересираноста во рестораните, каде што има мени карта, каде што луѓето ќе можат да си мезнат, да си јадат, да си каснат и комплетно со неограничена пијачка. Таа варијанта мислам дека му е поисплатлива на битолчани. Уште еден убав момент за кој се одлучуваат се повеќе од граѓаните за дочекот на новата година се патувањата. А од туристичките агенции вела дека интересот за патување надвор од државата е огромен, но и покрај многобројните понуди, во последно време се поголем број на граѓани се одлучуваат новата година да ја дочекаат во домашна атмосфера со своите најблиски.